Како се следи финансирањето на учесниците во изборната кампања? Се е подготвено, Вера повели. Токму така, Елена, ова утро со нашата екипа од Канал 5 телевизија за Здраво Македонија се наоѓаме во Државниот завод за ревизија. Разговараме со Татјана Димитровска, која што е помошник на главниот државен ревизор на темата за финансирање на учесниците во изборните кампањи. Каква е улогата на Државниот завод за финансирање, за ревизија во врска со финансирање на учесниците кои што се во изборната кампања, особено на овие локални избори во 2021 која ги имаме? Државниот завод за ревизија е надлежен за следење на финансирањето на изборната кампања преку систем на финансиско известување, уреден со изборниот законник и подзаконски акти, а секако во согласно со стандардите согласно кои ја спроведуваме ревизијата. Државниот завод за ревизија работи континуирано на зголемување на транспарентноста на трошењето на државните пари, имајќи во предвид дека се тоа средства кои што се обезбедени од даночните обврзници. Од буџетот? Изборната кампања, дел од средствата со кои што се финансира изборната кампања, се обезбедуваат од буџетот на државата. Транспарентноста која што е поврзана со финансирањето на учесниците во изборната кампања е особено значајна, особено што овозможува изголемување на институционалниот надзор на финансирање на тие политички партии. Транспарентноста кога велите каде ги истакнувате, ги објавувате сите тие податоци? Така, согласно изборниот законник, сите учесници во изборната кампања имаат законска обврска во пропишан рок, законски и содржина, да достават одредени извештаи, кои што извештаи ја отсликуваат состојбата на сите расходи и сите трошоци, кои што секој учесник одделно ги прави за остварување на целите на изборната кампања. Ова се специфични избори, локалните избори 2021, бидејќи има огромен број на учесници, голем број на коалиции, како и голем број на независни кандидати. Имено, ова се специфични избори, бидејќи се први локални избори кои што се финансираат преку буџетот на Република Северна Македонија и во која изборна кампања се учествуваат огромен број на учесници, особено коалиции. Кои се обврските на учесниците во изборната кампања во смисла во поднесување на тие финансиски извештаи? Секој учесник во изборната кампања, согласно изборниот законник, има обврска да достави повеќе извештаи, како што реков и претходно, тоа се извештаи кои што се однесуваат на сите приходи и расходи, кои што ги прават за финансирање на изборната кампања, како и чесници кои што ги отсликуваат сите донации кои што се прибираат на посебната трансакцијска сметка, која се однесува за финансирање на изборната кампања. Што тоа значи? Во изборниот законник се утврдени рокови кога еден учесник треба да достави одреден извештај. Тие извештаи се обврзни учесниците да ги достават до Државниот завод за ревизија, Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупција. Наша обврска законска е истите да ги објавиме на нашата веб страна. Но насока на зголемување на транспарентноста, како и публицитетот на трошењето на јавните средства, Државниот завод за ревизија оваа година за прв пат воспостави една пракса со која што пред истекување на рокот на доставување на овие извештаи, јавно на својата веб страна објави известување со кое ги повикува сите учесници на сите законски обврски кои што е потребно да ги исполнат. Сметаме дека со ваквиот начин на постапување ја подигнавме свеста кај сите учесници на изборната кампања со тоа што им укажуваме и на условите доколку не ги достават истите извештаи, што да очекуваат по истите. Односно во изборниот законник Државниот завод за ревизија несомнено нема репресивна улога, нема улога да казнува, меѓутоа има улога да делува на превентивно однесување на сите чинители, односно сите учесници во случајов на изборната кампања, со тоа што во услови на недоставување на дел од тие извештаи,
Државниот завод за ревизија изготвува предлог одлука, во која предлог одлука се доставува до Државната изборна комисија, по која одлука Државната изборна комисија има законска обврска да стопира, односно да го запре финансирањето на учесниците во изборната кампања во делот на платено политичко рекламирање кој што го покрива буџетот на државата. Откога ги доставивме овие известувања, наидовме на позитивна реакција од страна на учесниците. Беа исплашени, предупредени дека доколку не постапат согласно нашето известување, ќе бидат дел од некоја казнива мерка што би ја спровела Државната изборна комисија. До сега истечен е рокот за одредени извештаи, доставен е еден предлог до ДИК, во моментов се изготвува и вториот предлог до ДИК, во кој што ќе бидат опфатени субјекти кои не ги испочитувале законските обврски. Каква е бројката, еве? Дали знаете за оние кои што не ја испочитувале, да речеме, оваа законска обврска? Значи, ова е релативна доставување на ова е релативна бројка од причина што првобитната одлука што ја доставивме до Државната изборна комисија броеше некаде 60 учесници, меѓутоа во текот на доставување на одлуката голем дел и го постапија согласно законот, односно доставија извешти, што значи дека оваа бројка претрпи измени и е доста во значително помал број опфатени субјекти. А што еве во случај доколку учесниците нели во изборниот процес еве нема, иако велите дека вие ги советувате и потоа можат сите тие рокови па може да се произнесат повели, што доколку еве не го испочитуваат? Нашиот мандат нашиот мандат е да исполниме обврската, она што нашиот закон го дозволува, да изготвиме предлог одлука. Таа предлог одлука ја доставуваме до ДИК. Понатамо сите понатамошни правни дејства се во рацете на Државната изборна комисија, односно она е надлежна за понатамошно постапување. Од кај вас оди во државното обвинителство? Не. Во овој случај, доколку говориме за ваквиот вид на финансиско известување, Државната изборна комисија е таа која што е надлежна да поведува постапки во случај на недоставување на овие извештаи и постапување по предлог одлуката за запирање која доставува Државниот завод за ревизија. А што ете доколку на сите тие ваши забелешки кои што ги направи, некој од тие ви одговори дека не се совпаѓа? Сега вака, дали говориме за делот на доставување на финансиски извештаи или говориме во делот на нашите конечни ревизорски извештаи на вашите конечни издаваме? Значи, Државниот завод за ревизија по завршување на ревизијата изготвува нацрт извештај. Тој нацрт извештај се доставува до законскиот застапник на субјектот. Законскиот застапник во рок од 30 дена има право на доставување на приговор, односно забелешки. Тие забелешки се доставува повторно до Државниот завод за ревизија, овластените државни ревизори ги разгледуваат забелешките, секако за секоја забелешка, доколку има против констатација од субјектот предмет на ревизија, неопходно е доставување на докази, бидејќи ние како државни ревизори работиме врз основа на докази. Во случај таа состојба да не е подкрепена, сите забелешки од субјектот не се прифаќаат. Се е тоа транспарентно, се објавува на веб страната, покрај конечниот извештај се објавуваат и забелешките од субјектот предмет на ревизија, како и решението кое што го изготвува овластениот државен ревизор за прифаќање, односно неприфаќање на забелешките. Каква е надлежноста на Државниот завод за ревизија? Каков увид нели имате за овие, дали со еден клик практично електронски работите? Зборуваме се повторно за локалните избори 2020. Државниот завод за ревизија, согласно изборниот законник, има обврска ревизијата да ја спроведе во рок од 60 дена од денот на поднесување на вкупниот финансиски извештај. Вкупниот финансиски извештај се поднесува откако трансакцијската сметка за потребите на изборната кампања ќе биде затворена. Се очекува во месец декември истата да се затвори од учесниците на изборната кампања. Откако трансакцијската сметка ќе биде затворена, секој учесник има законска обврска во рок од 30 дена да ја достави, да го изготви вкупниот финансиски извештај, кој што е и предмет на спроведување на ревизија. Некаде по сите математики во однос на овие законски рокови, Државниот завод за ревизија е планирано да отпочне со ревизија на вкупниот финансиски извештај крајот на јануари, почеток на месец февруари 2022 година.
Сите овие извештаи што ќе бидат предмет на ревизија, вкупни финансиски извештаи, Државниот завод за ревизија има обврска да ги објави на веб страната, што значи дека она што велите вие токму така со еден клик извештајот ќе ни биде доставен. Но тој извештај понатаму подложи на детални ревизорски анализи. Не е само доволен извештај, туку секако и прилог документацијата која што ќе биде доставена од секој учесник одделно. Значи, информации како се трошеле парите од буџетот за ова изборна кампања за учесниците кои што учествуваа во локалните избори, ние ќе ги имаме во 2022 година, некаде започнувајќи од крајот на месец јануари, па февруар, март, април. Затоа што станува збор, сепак ќе кажам, за специфични избори, кои што има огромен број на учесници во оваа изборна кампања, зависно од нашите расположливи човечки ресурси, во најголем дел истите ќе бидат опфатени. Ви благодарам многу што ова утро бевте со нас во ова утринско издание на Здраво Македонија. Ви благодарам и вам на поканата.